Добар ден, почитувани, стартува 0М+ на телевизија Телма. Разводот на бракот се смета за едно од најстресните животни искуства, се вбројува веднаш после смртта на некоја блиска личност. При тоа страдаат сопружниците, но страдаат и децата и често се тие најголеми жртви во целиот тој процес. За иницијативата Заедничко родителство после разводот на бракот денеска зборуваме со Катерина Коневска, раководител на програмите во Меѓаши, и примариус доктор Славица Гајдацис-Кнежевиќ, психијатар, семен и системски психотерапевт, тренер и супервизор. Добре ни дојдовте. Добре ден. Во вторникот се одржа конференција на оваа тема. Меѓаши беа едни од организаторите, беа отворени многу прашања, се зборуваше за многу дилеми. Токму така, во вторникот се одржа национална конференција под наслов Фокусот на детето, заедничко и одговорно родителство или старателство и по развод и како тоа влие, односно се одразува врз остварувањето на правата на децата. Оваа конференција воедно и оваа иницијатива за воведување, односно проширување, давање на законска можност за заедничко старателство и по развод, доаѓа од страна на група на граѓани за заедничко родителство и по развод, а воедно конференцијата беше и тие беа едни од организаторите, беше значи во организација од страна на Народниот правобранител и првата детска амбасада во светот Меѓаши. Идејата на конференцијата беше да се разговара јавно за оваа иницијатива, да се разгледаат сите можности, да се отвори, да се дискутира за тоа во каква форма треба да бидат направени законските измени за да се овозможи на родителите да имаат приближно исти стартни позиции по разводот во делот на остварувањето на родителското право. Така, денеска ќе видиме зошто тоа е потребно. Да започнеме тука дека велат подобро е да се има добар развод отколку да се живее во лош брак, но ретко кога разводот е добар, најчесто поминува во една немиролюбива атмосфера. Од тука веројатно произлегуваат и сите последици. Каква е праксата кај нас? Дали мајката најчесто го добива детето? Ова е одлична парадигма, нели, дека подобро добар развод отколку лош брак. И тоа навистина би требало да биде така. Искуството кажува дека кога имаме конфликтни брачни односи, недоразбирана помеѓу партнерите во текот на бракот, тешко се доаѓа до добар развод, иако ние би сакале да тоа биде така. Јас сакам да потенцирам дека кога доаѓа до развод само на партнерите, односно да развод на нивната брачна заедница, но не и на нивниот родителски однос, значи не постои развод на родители, ниту постои разведено семејство, како што ние зборуваме. И ова го кажувам заради тоа што можеби е добро да се почесто така ги именуваме работите, за да на луѓето им станат јасни состојбите во низ кои што поминуваат одредени семејства, односно одредени партнери. Разводот, како што рековте, е секогаш стрес за семејството, односно за партнерите, за нивните деца, за семејството, и ние би сакале да тоа се одвива на еден миролюбив начин, да тоа биде спогодбено, да може да се договорат. Некогаш е тоа можно, некогаш не е можно. Статистиките во светот кажуваат дека некаде 1/4 од браковите спогодбено се разведуваат. Статистиките во Македонија кажуваат дека повеќе од половина брачни партнери спогодбено се разведуваат. Не баре сме ние некој миролюбив народ, нели? Што не е всушност така. Она што јас го разбрав, нели, низ праксата, тоа е дека заради формата која што помали се финансиските трошоци и помала е процедурата, и затоа партнерите се доведуваат во ситуација принудно да кажеме дека формално спогодбено, а уствари после тоа, особено кога дојдат прашањата за децата, апсолутно. Особено кога доаѓаат прашањата за децата, тоа не е ни приближно така, значи немаме спогодбеност, и морам да кажам дека постоечката законска регулатива кумува на таа состојба, а тоа е дека со самиот момент на донесувањето, значи ние денеска во законот познаваме само еднородителско старателство. И колку год да се партнерите согласни да одредени работи ги споделуваат, да се договараат, самиот момент на одлука дека детето се доделува на едниот родител, а немаме
заедничко старателство врз децата, иницијативата која што сега почнува, го постава едниот родител во помоćна или поповластена позиција, она што го слушнавме на конференцијата, тоа е да бидат родители од прв ред, родители од втор ред, и детето на кого му припаѓа, да кажеме, старателството, односно на родителот на кого му припаѓа старателството, се доведува во позиција често да одлучува колку е добро за детето и на кој начин ќе го организира присуството на другиот родител во животот на детето, за разлика од друго второстепениот родител, односно оној кој што нема старателство врз детето, кој што е доведен во една прилично нелагодна ситуација, да ни приближно нема право на детето толку колку што има родителот кој што има старателство. Како што споменав, најчесто детето го добива мајката. Зошто е тоа така? Дали мажите, односно татковците, најчесто не бараат старателство, не сакат или едноставно се работи за едно патриархално општество? Да, еве во ред, јас би можела да кажам од оние случаи, значи кои што се пријавени во детската амбасада Мегеше, затоа што и статистиката наша, значи оди во релација во корелација со светската статистика, дека според податоците кои што ние ги имаме добиено на СОС телефонот за деца и млади, бесплатна линија 0800 1 22 22, најголем број од дојавените случаи се однесуваат за неможноста децата да ги остварат своите права во текот на разводот или по завршувањето на разводот на бракот меѓу нивните родители. Било да се тоа права кои што се однесуваат на видување на детето со двајцата родители, остварување на контактите, било да е тоа некој вид на препирка меѓу родителите преку детето, затоа што во најголем дел од овие случаи родителите го користат детето како оружје за меѓусебната препирка и расчистување на гневот кој што постои меѓу нив двајца. И во една на конференцијата неколку пати беше споменато дека а и тоа е така, дека треба да се направи јасна дистинкција меѓу родителскиот однос и меѓу партнерскиот однос. Да, затоа што со разведувањето на бракот не престанува родителството. Родителството е нешто кое што останува доживотно, односно за целиот време трајање на животот. Јас би можела малку да кажам дека на вашето прашање дали тоа се случува да почесто децата се доделуваат на старателството на мајките. Јас мислам дека да. Не знам во кој процент повеќе или помалку, меѓутоа мислам дека во значително поголем процент. Слушнавме и една информација која што треба да се провери, меѓутоа која низ праксата исто така ја гледаме, а тоа е дека во македонските семејства, под македонски подразбирам, ајде ги наречеме православните семејства, почесто се доделуваат, значително почесто се доделуваат децата на мајките, и за разлика од муслиманските семејства, односно од ромските и албанските семејства, во кои што пак се доделуваат почесто на татковците. И тоа е некоја културолошка приказна. Она што мислам дека во одлучувањето, и ова е апел до сите нас кои што сме навистина не само како луѓе загрижени за судбините на децата и за правата на децата, туку и сите оние кои што имаме и повисока функција, тоа професионално се бавиме, вклучувајќи ги центрите, вклучувајќи ги судовите и останатите, да водиме сметка за тоа кога ние постапуваме професионално, а кога постапуваме заради личните убедувања. Од и она што јас често пати го слушам и што го гледам во пракса, тоа е дека голем број одлуки од моментот на доделувањето, и судот доделува според препораките на Центарот за социјална работа. Голем број одлуки кои што се донесуваат и во однос на старателството, и во однос на честотата на гледањето на децата, динамиката, количината и сето тоа, не е подкрепена со одредени научно докажани ставови, туку повеќе е лични ставови, лични убедувања, и тука е приказната дека мајките подобро се грижат од татковците за своите деца или дека мајките им се поважни на децата од татковците, што јас на вистина би сакала да ми некој каже како ја донел. Јас сум жена и апсолутно мислам дека се мајките важни во животот на децата, но не мислам дека се помалку важни, особено после некоја возраст,
Не мислам дека се татковците се подеднакво помалку важни во животот и важни. развојот на Особено децата. што денеска гледаме еден сериозен помак во организацијата на семејствата во кој што татковците Активно за учествуваат. среќа се повеќе се вклучени и учествуваат во животот на своите деца и имаме една парадоксална ситуација да пред разводот татковците се вклучени дури некаде и повеќе заради бројни причини, организација семејна и така натаму, да се татковците повеќе вклучени во животот на своите деца, се спомнуваат и проценти, не знам, 60, 70, 80%, а од кога ќе се случи разводот на бракот, се донесува одлуката таткото има право на голтки да ги гледа своите деца, знаете, на минутажа, 2 сата, 3 сата, 5 сата, или не знам, 2 дена, 3 дена и слично, што апсолутно не содействува со потребите на децата. Како психолошки се рефлектира и на таква состојба, кога се редуцирани средбите со еден од родителите? Како децата реагираат во тие ситуации, бидејќи тоа треба да се земе предвид? Знаете, јас би сакала да кажам дека кога спомнав дека ние професионалците мораме да се водиме од некакви докажани правила и норми кои што во светот низ истражувањата се осознаени. Познато е дека во првата година после разводот децата треба да се гледа што е можно почесто со вториот, еве почнувам и ја да зборувам вториот родител. Ние ги викаме резиденцијален и нерезиденцијален во нашата пракса, значи оној кој што со кој детето не живее. Ако може и секој ден да се гледаат, подобро е почесто, а во пократки интервали, отколку да не се гледаат месец дена, 2 месеца и 3 месеца. Оти самиот процес на развод е серија на загуби со кои што и возрастните се сретнуваат, а се сретнуваат и децата. И затоа ние апелираме до сите одговорни институции при одлуките во сегашната ситуација, се додека не се променат работите, да се оди на тоа да се децата заштитат со што помалку загуби. Тоа значи да се обезбеди да комуницираат со својот родител со кој што не живеат, да комуницираат со целата мрежа на роднини, затоа што често пати имаме ситуација да бабите, дедовците превземаат улога на грижа за децата и одеднаш кога ќе се случи разводот и тие не може да се гледаат, родителот и ако се види не знае дали да побрзо го однесе детето кај своите роднини и пријатели, тетки, не знам кои за децата некогаш имаат еднакво значење, да не кажам негде и поголемо значење отколку самата родителска фигура. Значи да се обезбеди да децата може да ја задржат, оти тоа е лековита социјална мрежа, да задржат контакт со своите врсници, заради тоа што тоа значи да продолжат да живеат ако е можно во исто опкружување, ако е можно во исто школо да продолжат да одат. Оти тоа го намалува степенот на стрес кај децата и обезбедува да тие поминат низ тој процес кој што е неминовно и сложен и тегобен и за децата, да поминат што побезбедно. Например, исто така една работа која што јас би сакала да ја потенцирам, раздвојувањето на децата помеѓу родителите, знаете, па се однесуваат кон децата, а и кумуваат службите на тоа, како да се шпорети фрижидер, па тебе шпорет, мене фрижидер, нели? Страшно. Па помалото дете кај тебе, кај мајката, поголемото дете или по пол почнуваат да ги дела децата. Мислам дека таа пракса треба да престане. Треба да престане да тој сиблинг, детскиот субсистем се задржи целовит и да патува заедно кај било кој од родителите, затоа што децата во таа своја релација взаемна можат полесно да се справат со загубите кои што ги очекуваат. Така, затоа изборувате за заедничко родителство после разводот на бракот. Оваа иницијатива всушност се темели на искуствата во Западна Европа. Ја најдов на еден податок дека во Шведска 45% од разведените родители всушност функционираат на ваков начин, заеднички се грижат за своите деца. Ајде сега да објасниме што значи тоа заедничко родителство. Дали детето живее со еден родител во семејството, но двајцата се грижат секојдневно, како што споменавте пред малку, за сите нивни потреби. Што значи, да дефинираме, да појасниме? Така, кога говориме за заедничко родителство, нема една унифицирана дефиниција која што може да се примени за сите случаи. Затоа што секој случај, секое дете е своја личност, има своји потреби и своји захтеви. По оттука, при одредувањето секогаш треба да се тргнува од принципот на најдобар интерес на детето, каде што стручните служби, составени од психолог, педагог, семејни терапевти, системски терапевти, правници, заедно ќе одлучат што е тоа најдобро за детето, како да комуницира непречено и со двајцата родители. Говориме кога и двајцата родители ги исполнуваат однапред поставените критериуми за одговорни родители, кои што може да понудат одговорно и квалитетно родителство на детето. Значи тука е индивидуален пристап. Так, индивидуалниот пристап и тоа како битен, затоа што
Треба да се земат сите фактори во предвид, треба да се земе позадината од која што доаѓа детето, потоа комуникацијата, не само со родителите и близината, туку и со другите брат или сестра кои што ги има во семејството, комуникацијата со поширокото семејство, така што секој има своја одредена потреба и токму таа и треба да се следи, да се пронајде оној елемент кој што е најсоодветен за детето во таа конкретна ситуација. Значи не можеме да кажеме дека можеби во некој случај една недела кај едниот, една недела кај другиот родител, меѓутоа не во сите случаи секогаш е тоа можно. Доколку на пример живеат на различни места родителите, доколку има значи одредени низа ситуации, за тоа значи треба цела една констелација на односи да се земе во предвид кога ќе се утврдува и кога ќе се донесува за тоа што и како е најсоодветно родителите да го остваруваат заедничкото право, меѓутоа секогаш следејќи го интересот на детето, затоа што не смееме да дозволиме на сметка на остварувањето на родителските права и обврски одговорности, затоа што родителите првенство имаат обврски одговорности кон децата за сметка на тоа да биде нарушена детето, неговата личност и неговите права, меѓутоа имајќи ги секако предвид и правата на родители. Се намалуваат ли несогласувањата помеѓу родителите откако ќе се воспостави ова заедничко родителство, бидејќи повеќе никој не се плаши дека детето ќе го загуби, и дали е лесно воопшто да се направи договор помеѓу нив, бидејќи очигледно имале проблем да комуницираат и во брачната заедница? Знаете, јас мислам дека прв чекор ќе биде менувањето на законската форма, но не мислам дека со тоа ќе се надминат сите состојби, дека тоа ќе треба низа на пратечки, да кажеме, програми кои што ќе треба да следуваат, но верувам дека од самиот момент кога нема да има добитник и губитник, и нема да постои и нема да постои тој дисбаланс во самата стартен момент, ќе направи одредена разлика и да не кажам ќе ги примора, оти не би сакала да све биде на морање, али ќе ги доведе во позиција да тие ќе мораат да соработуваат повеќе отколку што соработуваат денеска, и ние се залагаме, јас лично како системски и семеен терапевт се залагам за тоа да имаме пратечки форми на кои што родителите ќе можат да се придружуваат, а тоа е психоедукативни работилници за родителите, каде што ќе ги учиме да тие излезат од битката не е на родителите, битката е на незавршените партнерски односи. И кога тие не може да исчекорат од својата партнерска позиција, тие почнуваат да се однесуваат непријателски и во родителската улога, заборавајќи дека тоа се случува на грбот на нивните деца, односно се случува во животот на нивните деца. Така да јас верувам дека оваа нова можност која што е веќе со добри пракси во сите во најголемиот дел на европски земји, започната е од скандинавските земји, дека ќе даде добри можности и дека ќе ги доведе родителите во ситуација да се издигнат изнад својата болка околу разводот и да почнат да размислуваат за доброто на децата и да се однесуваат и да соработуваат како родители. Инаку ризикуваме да децата секогаш влегуваат во поголемо страдање од кое што може да се надмине ако постои добра соработка. Вие преска прашавте и јас мислам дека е важно да некаде ја споменеме и тоа како децата се однесуваат во ситуација на... Значи, јас тука разгледував различни моменти. Многу често родителите го купуваат вниманието на децето, наклонетоста на детето. Едниот родител поставува граници, другиот не ги почитува. Како децата се снаоѓаат во таа ситуација? Колку често тие почнуваат да манипулираат со родителите за да го добијат тоа што го сакаат? Сакам да живеам кај едниот родител, ако тоа не ми го исполниш, ќе одам кај другиот. Така. Јас само сакам да кажам дека сето тоа што вие го кажувате се релацијски феномени. Значи детето не го манипулира, не се манипулира себе или родителот, туку е тоа нешто што се создава во релацијата со родителите, а на која што ние родителите кумуваме и во оние семејства во кои што нема развод, а особено таму кога ќе се случи развод. Она што е многу важно да го знаеме дека разводите сами по себе се тегобни и за децата. Меѓутоа, имајќи предвид дека на разводот претходи некаде 2 до 3 години дисфункционална релација помеѓу возрастните, некогаш прекинувањето на таквата ситуација доаѓа смирувачки за децата, заради тоа што прекинуваат оние катадневни обвинувања, тезнични ситуации, каде што и децата често пати се колатерална штета на целата таа приказна. Така да, ако возрастните ја надмина таа ситуација и умеат да
посветени на грижата за своите деца, им го приближат сето тоа на децата, децата многу полесно излегуваат од целата ситуација. Како родителите ќе продолжат да се грижат постразводно за своите деца? На кој начин тие ќе им помагаат на децата, зависи како дали децата ќе влезат во ситуација на манипулација, дали ќе ги дисквалификуваат родителите оти, со оглед дека е тоа доживотна улога родителската. Родителите имаат обврска дури и повеќе да соработуваат од кога ќе се разведат, да се договараат, да донесуваат заеднички одлуки, да имаат капацитет да го сослушаат различниот став на другиот родител. И ако тоа се случува, детето нема зашто да ги манипулира. За жал, родителите многу често тргнуваат во тоа да ги индоктринираат децата, да зборуваат негативно за другиот родител, да ги доведуваат во ситуација да тие бидат доушници, да ги информираат за она што се случува во другото семејство, да ги доведуваат во ситуација да едно дете фаворизираат, друго дете дисквалификуваат. Знаете, па ова е мое дете, тоа е твое дете. И на тој начин ги учиме децата како да и они нас не манипулираат, знаете. Односно како да ги манипулираат родителите. Така да таа ситуација на манипулација на децата брзо завршува ако се родителите, да не кажам, освестат, односно дојдат до сознание дека е неопходно да двете целини, оти децата не се само биолошки пола мама, пола тато, и психолошки се пола мама, пола тато. И кога ние тргнеме левата страна да се буни против десната страна, ние им правиме конфузија во главата, да се избават од таа ситуација, децата често пати мораат да тргнат по свој пат заради тоа што е таа ситуација на конфликт на лојалност во која што родителите ги заглавуваат. А тоа е приказна или си со мене или си против мене. Не можеш ти да го сакаш другиот родител ако ме сакаш мене, и тоа е све или позиција, доведува до состојба да практично децата почнат да манифестираат одредени симптоми кои што се сигнал дека нешто се случува во семејството. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, одговоривме многу прашања и многу дилеми поврзани со заедничкото родителство после разводот. Се надевам дека ќе се видиме повторно, бидејќи ова е една неисцрпна тема, има уште многу аспекти кои што треба да се разработат. Ќе се видиме повторно. Благодарам на поканата. Ви благодарам и вам што бевте дел од 0N+. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.